По повод празникот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј во црквата посветена на успение на Пресвета Богородица во селото Ваташа се отслужи света архиерејска литургија со која чиноначалствуваше митрополитот на Повардарската епархија господин Агат Ангел со свештенослужители од епархијата. На литургијата присуствуваа голем број верници од Ваташа. Владиката во своето обраќање пред верниците се осврна на големото значење на двајцата браќа просветители. Денес нашата света црква слави двајца големи просветители, учители, големи светители, равноапостоли, красноречиви апостоли, кои го сева семето Христово на нашата македонска почва. Го посеја семето Христово, го просветива народот македонски и сесловенски, го проповеда благата вест, веста на воскресението, веста на спасението, веста на Царството небесно, веста за соединувањето на Христа Бога, преку неговата света тајна Евхаристија, преку неговите тело и крв Христови. Митрополитот на Повардарската епархија им забележа на просветните работници што не го чествуваат овој ден достојно и не им оддаваат соодветна почит на браќата Свети Кирил и Методиј. У словенски земји денеска на многу свечен начин ги прославуваат овие големи светители, красноречиви апостоли, равноапостоли, проповедници на Словото Христово. За жал, еве јас од ова свето место ги повикувам каде се нашите просветни работници, каде се да дојдат да се поклонат новија духовни браќа и браќа по тело, да се поклонат, да им благодарат што им ги отворива духовните очи, за да можат и они на нашите млади генерации да им ја предаваат науката. Се заборавивме, драги мои, како народ, се заборавивме да ги прославуваме овие големи светители. Секоја година повикуваме, но нема слух никој да го слушне гласот на црквата, да се донесат професорите, учителите, наставниците со своите дечиња, со своите класови, да ги исполнат црквите, торжествено да се празнува овој празник, празникот на целиот македонски род. Владиката се осврна и на актуелната политичка состојба во земјава, побара од верниците да ја отфрлеле така наречената тиранска платформа со цел да си ја сочуваат државата. Се боревме за унитарна, независна Македонија. Сите не витуваа дека така ќе остане, ко молиме Господа Бога, Спасителот наш, така да биде, како што е сега, да живееме во мултикултурна заедница со сите нации и националности кои се на овие македонски простори, да се почитуваме, да се сакаме, да ја отфрлиме тиранската платформа, да не се поклонуваме на туѓи платформи, на туѓи богови, но нашиот Бог е вистински Бог, Бог на вистината, Бог на правдата, Бог на љубовта. Тој е нашиот воскресна Спасител, драги мои. Немојте да дозволите, ве молам од ова место свето овдека, да таа тиранска платформа се протне низ нашите семејства, во нашето општество, во нашите училишта, во нашите институции, затоа што тоа е злото, тоа е пропаста на нас македонците, ќе се изгубиме од оваа земјина топка. Затоа ве молам, немојте да се плашите од вистината,
Вистината е Христос воскреснатиот. Правдата е во Него и љубовта е во Него. Ако Христос, Спасителот наш, не сакаше да постои оваа македонска земја, верувајте ми, немаше да постои, затоа што многу поголеми царства од нашето заминава во историјата.